Јас сам таткото на Джоко Тапанар од Струмица, Драги Ѓорѓиев, не се крием. Од ДНК групата. Значи, денеска е духов ден. Да се разбереме. Ние имаме председателка, имаме премиер, кој ветија дека ќе бидат председателка за сите граѓани, ќе биде мајка за сите граѓани. Тоа што го вети не излезе така. Само се фати за столот и јас нема. Сега јас едно ќе те прашам тебе, мајко моја, званична Маќио, ми пушти писмо, за 3 дена ме најде мене, од кое ме заборави за 24 часа. Мајко моја Маќија, на што личи ова? Да видите македонски народе, нема никаков потпис од нашата мајка. Истото е на сите. Дали не ти е срам? Мајка моја! Овој збор мајка ги прелаже цела Македонија. Вие излезовте едно големо лајно. Си зимам за право. Ова за мене не важи. Овој што се нарекува денеска тие денови, патриот, се нарекува Маш Мицковски. Кукавица! Јас лично на тебе се обраќам Мицковски. И ова е бланко, не е твој потпис. Не ви е срам! Вие имате ли деца? Нека ви се здрави живи. Али вие, од прв до последен, 63 жртви се! 63 дена душа ќе ви излезе нез газо! Додека не го викнете Јаков од Струмица! Вие, душа нема да ви излезе. Јасно ли ви е? Ова да си го знаете. И јас лично те викам да дојдеш во Василево. Лично јас. Пошто се правиш Маш и се правиш дека си бил војска. И ова за мене не важи. Ти си големо лајно. Сега јас ќе ти покажам кој е Маш и кој е патриот во ова земја. Каде беше кога се пукаше за време Југославија, кога беше војната? Јас бех на граница. Каде беше кога се пукаше војна во Македонија? Јас бех на граница. Пичко гнасна. Јас сум бил војска. Од 1000 души, Касара Илиден, командант Рашич Керан, сме успеале само 12 души да бидеме на добрите. Во кои јас сум тие, види ги најдобрите, бе. Педече гнасно. Сум бил во Турција, со 24 држави сам се напреварвал, во кои сме биле трето место. Јас сум патриот, а не ти, бе. Јас сум патриот. И ве замолувам, овие ликови тука, снимете ги, гледате ги, дека сум бил јас. Значи јас сум бил на Господ Исус Христос на гробот. Јас не те лажем, бе. Патриоте, ми се правиш Маш. Јас ќе ти излезем со голи раце и ела во општина Василево. Без обезбедување. Ела па да видиш со каков Маш си имаш работа. Да, земи го пиштолот од обезбедувањето и пуки ако имаш срце. Ама ако не пукаш, ќе ти го искарам окото. И ќе видиш кој е патриот и кој е Маш за таа држава. Зошто не идеш во Кочани? Зошто не идеш во Штип? Зошто не идеш во Сумица? Зошто не идеш во Василево? За војиднина! Како ќе дојдеш тука ќе тереш гласови во Струмица, во Василево,
во Кочани. Како? Пичко гнасна. И не ви се плашам. Не ви се плашам. Тие денови во Струмица ме пратите со кола, джип, Пежо, женско особа со црни наочари. Значи, ми се заканувате, на гробиште ми пуштите тип со точак дека многу сум зборел, доку многу сум пишувал. Да, ја пишувам вистината. Дали не ви е грев? Вие денеска да дојдете овде со нас, да одеме, да запалиме свеќа на тие деца. Земе ова. Ако немаш пари, Тимори мајко, мачија, еве ти 2000 денари пари, ела утре, земи ги од овде и оди запали свеќа, ако си ти таа мајка во државата. Така е. Сега за министерот. Дај малко. Дај за министерот. Дека листов руки, Како не ви е срам? Министере Тошевски, на моето дете 9 кражби имам. Од кои 9 кражби 5 пат ида полиција. Еве ти документ. Јас се со документ идам тука, не идам така, брато. Вие, како министер, полицајците идат и ми викат, ние не можеме да направиме ништо. Како не може да направиш ништо? Зошто работиш тога? Зошто си полицаец? Зошто го носиш овој пиштол? Зошто взимаш плат од наш грб? Чутат! Затоа што не се способни. Да, тоа што пијат кафиња под седен низ кафичето. Не си ја гледат работата. Во Струмица имаш примено полицајци што не знаат 2 и 2 колку е. Исто и тука. 3 дена! Малку, молиме, оставете ме, оти ми концентрација на гумот. 3 дена! Сум бил од 6 сабајле до 9 вечер. 3 дена! Сум ги фатил краците јас сам. Им кажав, не ми требате ви. Чим вие не сте способни, јас сам ќе ги фатам. 3 дена аз бев таму. Ги фатив, им ги дадов во раката. Па зошто ни се полицајци тогаш? Треба да ги чуват тие укрепи. И на крај ги пуштија дома. Еве, и се дома. Ти бе министере, на што личи ова? Вие знаете ли што имате во Струмица, во МВР за дека се вади, каже го, посмртница? Вие имате тамо прости човеци. Вие имате тамо што не знаат 2 и 2 колку е. Јас одам лично, како јас, родител. Му го носам листо, му викам, добар ден, јас сум дојден за посмртница. Тоа е запознаена и директорката. И налетом на двојца особи, од кој налетом на една, оне машава ми се претпоставува као да е жена. Вакви педери не сакаме да има на тие столови. Значи, му го давам листо, и он ми вика мени, дечко, те молам, ти треба да одеш за дедо ти во Кочини, дедо ти е починан во Кочини. Гледи какви работници имаат ставено во Струмица. Ме збрка, како бе дедо ми, како дедо ми. Ама ти разбираш ли и знаеш какви агресивни? Јас работам 30 години тука. Ти бе, господине, кој те стави овде на таа стол? 30 години џабе што работиш тука. Ка не вредиш. Кој те стави тука? Прочити за што се работи. За моето дете Джоко Ѓорѓиев од Струмица, што плачеше цела Струмица на мојот гроб. Цела Струмица плачеше без разлика вера, нација, партија. И он дедоти. Такви простаци во државата не сакаме. И затоа младите си бегат од оваа држава и ќе бегат. Вие не сте способни да држите влада. И сега ќе ви кажам за последно.
Јас ќе ви кажам дата кога да си дадете оставка, а вие се го бирајте месецо. Нашите деца се погинали на 16-ти. На 16-ти вие тројцата да си дадете оставка, а ве оставам на вас вие да го бирате месецот. Од мене толку. Да ми сте здрави и живи и вие имате деца. Нека ми се здрави и живи децата, али немате срце. Ми се праваш дека си патриот, дека си бил војска. Не, ти си за мене една обачна пичка. Луд од државата! И ова ќе го стигне. А овие 2000 денари, овие 2000 денари ќе ги оставам да дојдете да си ги земате и да одете за да запалите свеќа на тие деца. А сега сакам да ме однесете со мојата фамилија. Јас како знав да дојдам овде во Кочани, да ве испочитавам, да дојдам да запалам свеќа, а овој министрот нетним бил тука, минал низ овде да не ојде да запали свеќа. Но какво срце имате, бе? Какво срце имате, бе? И вие ќе ми се правите као да сте волшебни во оваа држава. Не, туку знаеш тој е проблемот. 30 години сите крадат, правате милиони и сите бегат. И ти ќе не правиш милион и ти ќе избегаш, брато. Само Господ е голем. Господ е голем, има баба, ма не заборава. Јас ве оставам на Господ во раците. Да си знаете. А ако имаш срце, ја ти го мојот телефонски број 078 965 440. Барај ме и едо во село сам, па да видиме кој е маш. Маш со маш да си имаме јас и ти работа. Оти ми се правиш маш. Ова е џопата, панаро. Што цела Струмица, цел свет, цела Струмица плаче за него. Без разлика која вера, која партија е. Сите плачат, а гледам во Кочани, шлизната седе и се смее. Плачат тие со чувства, со осета, не партиски или боја.